Комши! Кај сте беше прега? На гости бевме, па сега дома. На гости? Да. Вие на гости, кај вас дома гости. Полна куќа, гунгула, вака вие тутма вие дома. Значи, уште се тука сите. Бе, да ви кажа, тргнав брашно да земам малку од кај вас и решо жарчиња сте биле едни тајни жарчиња, ништо не кажувате на комшикава, а? Сватови дома ви се собрали. Абе, какви сватови? Соседке, јас предлагам да ја спуштиме вака работава малку долу, да ја распостелиме на земја полека. Ако се случи нешто. Прва ќе дознаеш. Сотрчајме кај. Нормално, па на кого друг? Да. Ама ја имам нешто да ви кажам. Сонечка моја, ја вработивме. Честито. Идам гости, чакај ки ја бека дома. Мира, нешто да те замолевме. Шо да? Кажи да Да кажи. одиш кај нас во станот и да викнеш пожар! Како пожар нема пожар блаче? Не тоа. Да си одат бе тие не. Ми текна. Срце. Не се секирайте. Фала. Ајде, ти благодарим. Син го викни таму да се... Пожар, луѓе! Гори цела зграда! Бегајте! Леле, погинавме! Перо! Станува пожар! Што бе? Каков пожар? Па отвараме! Еј! Ненормални бе, отварете, ало! Кој е? Маце, полека си, еве, отклучува мама. Ајде. Што Смири правите? се. Што правите? Кај се овие бе ненормалните? Каков пожар? Полека, Па нема. бе ме заклучија 3 сати сум унутре, знаеш дека не можам да седам у заклучено, клаустрофобија ме фаќа, се мрднав од памет. Леле бе, зошто мене ми се дешаваат вакви работи? Кај се моите? Си замина, мора. Го сменија планот си замина, да, беа да. тука, да. Меѓу нас ништо не е готово. Зоре ќе ти го дотера памет од тебе. Вошко една. Од голем страв и на зорето гакичките и паднале. Ајде, тато, те молам се. Маце, ај се полека смири се, се ќе биде во ред, ајде, дојди ваму во. Одете вие ќе да ми, ајде. И што е сега? Ајде, одете малце 5 минути да се... Добро, Ајде, ќе одиме. Ајде. Да затворам врата? Не. Ми се плаче. Нешто ми требаше. Кај ова? Ацо, Кажи ми, Јован, кажи. во лајна сум. Довде сум во лајна. Спасувај, брат. Абе, јас па имам друга мака те барам, синот Маријанчо ми е без работа. Каков син? Каков син? Ти си спуштал за некој што има мака? Мака имам на ламјана моја, се ми дознала, сите тајни. Ме нашла врската со катето, не знам што да правам. Мистера на улица, човече. Како бе на улица? Со фирмава? Фирма? Која фирма, море? Оти фирмата беше нејзина и на родителите. Ти си слушнал за дома се, тој си. И сега чаре, кај да бараме чаре? Чаре ти. Ти и Господ. Туку, кажи ми да седнаме од... Ама добро ко си запнал, седни брате, седни, добро. Ај, не седам, ај. Извај едно ливче и пиши приоритети. Приоритети? Одредни приоритети. Ајде. Приоритет број 1. Да куртулиме од катето. И ти и јас. Приоритет број 2. Пишуваш? Да. Измисли некој приказ на така некако дој јас сум жртва. И трето, Ацо, дај да спасиме фирмава. Отидовме јава на сите. Не само јас. Јован, абе, малку многу си се заебал. Аман бе, Ацо. Чао, губитнику.
Не. Кај и да се фатам се кине. Ова не се издржува веќе. Овај смијарник, ова... Шефе, нешто не работава? Не сум знаела дека имате толку шармантен син. Еј! И овај го нема, си отиде, а? Господе, те молам, земи ме во твоите преградки и спаси ме. Те молам. Шефе! Многу е смешно. Извинете, што ве донесов ова пачварница. Уреду е. Ова го правам само заради моите деца, кои се многу врзани за ненормалниот. Не сакам името да му го спомнувам. Добро. Ама, глупаво е за ништо да го пресипувате вашето гнездо. Знаете, една сламка одваму, една сламка отаму и гнездото, паф, ќе падне. Синоќе, сонував како го растргнуваат двајца джелати. Едниот ја подигна секирата, се разбуди, ја испружив раката кон перницата. Празно! Добро, спокојно. Ве молам, не сакам да ви ги предизвикувам вашите емоции. Извинете се, прибрав. Целава работа е смислена во некаква кујна. И фирмата да пропадне, и вашето семејство да пропадне. Да ви го растурат и семејството. А она катето, што наводно се сплеткало со вашиот сопруг, тоа е роднина на најголемиот мафијаш во Скопје. Нарака и дал 25.000 евра. Дали да ви верувам? Зошто да не ми верувате? Зошто? Јас и вашиот сопруг се знаеме од малечки, заедно растевме. Ова го правам за вас, двајцата. Кога и да пројдам, таму во хотелон, седи, расолзен, ги извадил сликите од дечињата, од тебе, ги наредил и многу е чувствителен, многу. Можно е да заврши на некоја клиника и тоа сега во време на реформи во здравството. А зошто? За глупости? Александар бевте, така? Да. Речете му да се врати дома. Веднаш. А тоа розпивчето? Шутнете го. Тоа е шутнато веќе. Туку сакав да ве замолам нешто за... Уреду е. Вашиот син е веќе вработен. Само кажете му во саботите да доаѓа дома. Да ги зема децата и да ги шета. До парк, до зоолошка, на водно. Кола е работа? Тоа е лесно. И јас ќе ги шетам ако треба. Мира, ти си? Јас сум. Да се седиме со Сонја дома и викам, од кога не сме биле кај комшиката, да те видиме. Ајде, седнете, сега ќе додам. Ајде. Абе, мами,
Го вработиле Маријан. Знаеш каков се направил? Се стокно се направил. Абе, ти пат седам да го видиш оден згоден. Те молам не трескај глупости. Ке станам и ке си одам. Добро, ајде, не се секири. Кај се твоите? Ацо отиде нешто да пазари, а мацето рече, че одел да ми купи нешто да ми израдува. Супер. Важно си ги вработил децата кјути. Тетка благородна, со среќа да му е новата работа на Марија. Фала ти, душички. Сакаш да ми донесеш една чаша вода, што кашлам од Сега, одма. Знаеш каде. Што срце, бе, колку е воспитана, добра, под кожа ми е влезена. И ја тоа викам, ама никако нема ич среќа со тоа дечковците. Не се стихире, среќата ќе си дојде. Не се. Абе, знам дека ќе се дојде, ама најстрекна ми беше кога беше со твој Маријан. Знаеш како се измени девојчево, бе? Абе се разубаве, бе. Тено ти се измени. Знаеш како кога да блештеше Ако девојчево. имаме среќа, може би Стигна водата по Фала водата. ти, душички. Седни, мајка. Да имав една снаа вака како тебе да ми носи вода. Кажи, А како е на работа? Добро е, уште учам, малку ми е напорно, ама се снаоѓа. Да. На мацето му беше напорно на почеток, сега ужива. Супер. Мами, Маце, ајде! мамич, тука си. Ајде, затвори очи и спреми се да видиш што сум ти до. Здраво. Добар ден. Мамич, Што ова е е за та? тебе. Ајде, да облече. А може после? Абе, какво после? Сега да видиш Сега му е мајката. како се израдува. Здраво, Здраво. тетка Мира. Дада Мира. Себе тоа убаво бе каков комплимент. Што правиш ти? Еве. Како си? Добро, малку уморна, ама. Што е нешто што си кисело? Не сум наспана, вчера заглавивме. Опа, па се оштетени цел ден, а? Многу. Женска биде. Ма како? Боле не Број още си ми погоди све. Лето! Ептен. Сега ми е јасно како Ацо се зацапал у тебе. Ти си до злато, мамино, едно... Ајде се. Сонче, дај сега тебе нешто да те да ти покажам на Facebook. Ајде. Компјутер. На Фейсбук, а? Мира, а сега може една жета. Жута. Алал дека. Носи! Нечи с пером автобуска станица. Луѓе брзат без насмевки. Горди жени, строги парфеми. Oh yeah. Без отпор ги прима големиот град. Седете, седете. Не вознемирувајте се. А Маријан, те поздравуваат Дејан и Софи. Софи ми рече да те бакнам. Исто како да сум те бакнала. А моите деца те обожуваат. Ацо, Да. другар ти каде? Излезе некаде, тука е. Каде? Па јас зафатен бев, не знам, ама мислам тука дека е. Во Милиград да сторнира некоја фактура. Ацо, Да, мама. ај заврти му и кажи му веднаш да се нацрта овде. Добро. Добро, еве сега. Оп, оп, оп. Ало. Директоре, кај си бе, директоре, бе? Слушај, дојди до кај мене во канцеларија овде. Дојде на сопругата. Абе, твојата сопруга Румена, да. Дојди, бе. А, тука си. Добро, добро, вред. Ве чека во неговата канцеларија. Аха. Глувци, живи сте! Значи, во стрес, значи се целиот си испостресо. Не ли ти реков да не доаѓаш овде? Кате? Што е? Почнавме и да шепотиме, а? А некој може би мочнал гајки малку. Кате, сопругата на директорот е тука, кате? Така раконджулата, а?
демови. Те молам, Кате, заради мене, разбери ме, заради мене, Кате. Ацо, Кате. чувај се здравје. Мадам, Повелете. што се овие нервозиви? Јас имам антидепресиви. Виски пиеме? Пиеме. Со колку коцки? Со 3. Мраз. Мраз. Оди ли? О. Значи, да не е гитарава, ојдов по петелот. Каков петел? Петел, обичен шарен, го земаат за брат, на пенушка, дан секирата, ај со здрави. Цела недела какви стресни мигови сум имал на работа, едва и издржа, едва и. Сигурно мацето пак те извадило од некој твој глупости. Еј, ти не знаеш како се снаоѓа во сите работни задачи. А ние овде, како да не си го знаеме собственото дете, бре. Чудо едно, чудо. Знаеш што? Од првата плата ми купи костим. Кога видов цената, знаеш дека не сум го видела утрово? Утрово, денеска е сабота. Па? Ги шета децата на директорот. Што прави? Ги шета децата. А децата, тоа девојчето повисоко од мене. Какви деца? Гимназијалка. Сега ми е јасно. Зашто тој секоја сабота станува толку рано наутро? Ке го шашарди са девојчето. Да. Еве, на работа колешката Вера ми вели колку убав син имате, Ацо, да е здрав и жив. И јас ко син го засака. Немате тоа многу за колешките. Ај, расположи ме, свири ми нешто. Еве, вчера фирмата пред распаѓање, виси на конец. Дојде Маријанчо. Ја крена тоа катето на раце, и како сладолед му се стопи враце. Кажа се што имаш да кажеш? Ќе свириме? Да. Ти само збориш, јас само гора, и мислиш нема, еве го овој пак, еве го овој пак, Да знаеш дека вака убаво си подпевнувате, немаше да дојдам, ама дојдов. И си седна. Кажи што имаш да кажеш. Новиот бизнис ме научи да не раскинувам пријателства дури и таму каде што треба да ги раскинам. Може би ќе ви се пријадат полжави. Кај мене се најсвежи, најтазе. Капичи, а? Капичи. Драги мои, Те разбираме, да. дојдов да ви кажам дека не сум толку глупав колку што мислите дека сум. Цела недела мислев што можеше да се случи тоа кај вас во станот и ми текна. Пожар! Лажна дојава. Пера. Такви трикови сум ги правил како дете. Да, како дете. Мој Ацика, обнадежен сват се претвори во обичен селски курајдар. А сигурно ви интересираат последиците од тој немил настан, а? Многу, јас не можам да спијам. Ајде. Било, поминало, Тоа што поминало не се враќа, тоа што се скинало не се крпи. Да, но сакам да кажам дека ние како семејство станавме многу поотпорни на овие надворешни влијанија, станавме некако посилни, да. Еве, например,
Ружа почна да оди по најпознатите скопски салони, на третмани. Зорето татино си фати нормален дечко. А мене ме лазат полужави, што ги лапаат моите пријателчиња италијанчиња. Многу се радувам што ви тргнало. Бе, Перове. Ни куршум те тупи, ни сабијате се сега. Да опнеме по една, А не, Ацика, немам време. А времето е пари. А што е поважно од парите? Не знам што. Уште повеќе пари. Не. Поважно од парите тоа е внук. Внук кој ќе ви трча тука меѓу масите, кој ќе крши чаши, чини. Машко е. Слушайте, Перо. Да, потврдено на тродимензионално еко кај најпознатиот скопски гинеколог господин Муслим. Благе, Машко. Благе внук. Ти смири се. Слушајте вие, господине Перо, што се одесува до тој внукот? Чао, гулапчине. Чао. Криеш солзи, а можам да те сетам. Види. Иванче, бе, срце мое. Иванче, не се нервира, разбираш? Абе, не ти треба сега таа еуфорија. Ја ти требам де, тоа сакам да ти кажам. Така. Зашто да не ти ја даваат колата? Дека немаш дозвола, што? Кажи, ја ќе те возам, бе, не давај така да те газат мајка и татко ти се, разбираш? Немам друга, бе, што збориш глупости? Абе, кој ти кажа од срце, знаеш дека само тебе те сакам. Ке ти го дам телефонот, проверувај ми како сакаш, секој ден. Да, и имейл. Ке ти оставам и паспорт од Facebook, што сакаш? Да, сега ќе се уклучам на интернет, чекај, имам работа, нели гледаш дека сум. Чекај малце, мајка ми на те. Чекај, ќе ти седам за 5 минути, ај. Што е, мам? Треба да ти кажам нешто. Што, нешто озбилно? Зависи како гледаш на животот. Значи озбилно. Ете, ќе станеш татко. Како ова... Зоре? Зорето ќе го роди. Ај... Боли? Сладка болка. Дали е моја? Тоа... А што се плаша? Немој. Знае, мамичка, ама немој. Благе! Дојде внукот! Што бе, го роди толку брзо, готово тоа? Не, има време да го роди. Нашиот внук Владко. Баба! Внуче, убаво на баба. Вујче! Владче, немој да се жениш.